прво нешто што треба да го направиш е да се појавиш, to show up, to be present, значи да си таму и да слушаш. Да слушаш е значи основа за успех во било кој дел од животот, не само во процесот на учење. Вашите студенти се многу успешни. Да ни кажете нешто за нив. Да ни кажете Точно нешто... е тоа. Може би некои работи се согледуваат откако ќе заврши таа формална врска. И имало нели и одредени нервози, и одредени очекувања кои што ги имал професорот, па не се исполниле од страна на студентите. Меѓутоа, добро е кога ќе се остави простор после дипломирањето и кога студентите веќе ќе почнат да работат професионално, ќе созреат малку повеќе, нели, ќе се реализираат себе си, значи тогаш веќе професорот го гледа тој труд, нели, и тоа залагање што го дал во градењето, нели, на тој карактер и тој професионален идентитет на, нели, на студентот. Дали стварно има студенти што се издвојуваат? Во секоја генерација има студенти што се одвојуваат и има различни категории на студенти. Некои се повеќе амбициозни, некои се помалку амбициозни, некои се повеќе талентирани, некои помалку талентирани, ама секој си го наоѓа своето место. И не можат сите да бидат први, нели, не може сите да бидат водачи и лидери, потребни си членови на тимот. Така да, затоа велам, на секој треба да му се даде шанса, нели секој што сака, треба да му се даде шанса и да го покаже тоа што, нели, што може да го даде во оваа област. Значи, фактот што се отворија и повеќе факултети, значи имаме повеќе факултети за дизајн сега кај нас, имаме повеќе, нели, неформални школи кои што го нудат тоа образование, само покажува дека навистина ни е потребно. И дека е барано и дека тие луѓе навистина ќе придонесат. Ќе направат, нели, некој свој придонес во тоа подобрување на општеството. Значи дизајнот во суштина е тоа. Го разубавуваме и го подобруваме, и го хуманизираме општеството. Да. Вие, како што знам, сте студирале надвор во Англија. Тоа беше за моите магистерски студии. Претходно, значи, во средно училиште бев во уметничко. Не сум знал. Сега тоа знам прв пат. На одсекот за текстил и дизајн на облека. Потоа се запишав на Ликовната академија, на одсекот сликарство, со тоа што модно креирање ми беше како, нели, под Б. И откако дипломирав таму, почнав да работам. После неколку години заминав на магистерски студии. Сигурно сте стекнале високо знаење таму, бидејќи сепак не е исто образованието тука и надвор. Се работи по тотално различни методи. Како, например, да изучуваш за дизајнот преку театарска представа. Значи, ние имавме проекти на факултет, каде што работевме тимски и работевме, например, тема која што беше поврзана со лансирање на нов дизајн производ и за тоа да напишеме сценарио, да го дефинираме тој нов производ, да биде непостоечки на пазарот, значи сосема нешто ново, да искреираме сцена каде што тимот работи на тој нов производ и како ќе го пласира на пазарот. И тоа го игравме пред професорите и пред студенти. Значи, такви методи кај нас и се уште не постојат. Што кажав, многу нови перспективи ми отвори и идеи за тоа што после и како може некои работи да се применат тука во Македонија. Особено во тоа што се нарекува образование во таа област. Од кога се вративте тука, одма почнавте како професор?
Јас, кога отидов таму, има веќе некоја идеја и некоја желба дека сакам да се вклучам во образование, тоест знаев дека на нас ни недостасува тука факултет за дизајн и ни недостасува нели повеќе нивоа на образование во дизајнот. Но како ги завршував студиите, значи тоа како желба и како идеја се повеќе и повеќе ми се наметна, ми се кристализираше. Така да кога се вратив, се случи таа за мене среќна коинциденција да се отвори факултетот за арт и дизајн на Европски универзитет. И јас значи влегов во првата група на професори. Почнавме од нула, значи креиравме програма, креиравме нели содржини и сето тоа што е нели база на факултетот и на студиите за дизајн. И навистина беше за мене остварување на еден сон. Да. Можам да кажам. Так. Значи еве помина веќе 17 години од тој момент. Многу генерации на студенти завршија таму и успешно работат, успешно го реализираат нели и тие својот сон. Она што мене ми е драго и што неколку пати го нагласувам дека со дел од нив нели како Дејан Џолев, како Апостол Ноковски, Иван Дургутовски и други мои студенти, значи соработуваме и нели и денеска. И тие веќе во изминатиот период и во изминатите години исто се вклучени во нели во тоа образование, во полето на образованието за дизајн, каде што пак тие го пренесуваат своето знаење на уште понови генерации студенти. И тоа е еден многу интересен круг што нели се развива и се поврзува. Така да сметам дека сме направиле добра работа и дека сме отвориле некои нови патишта во Македонија, да бидеме во тек со времето, затоа што гледаме сега колку дизајнот е баран, дека без него не се може, дека е вклучен во секоја пора нели на општеството и на тоа што денеска го имаме како развој на новите технологии, развој на новите комуникации, така да апсолутно без тоа не се може. И морате да вложувате во креирање на такви кадри. Да се навратиме пред да отидете во Велика Британија, што сте работеле тој период, откако завршивте? Да, јас кога бев абсолвент на факултетот за ликовни уметности, ја подготвував својата дипломска работа, својот дипломски труд, добив покана да започнам со работа во маркетинг агенција. Иако претежно моите амбиции, моите желби беа насочени кон модниот дизајн. Меѓутоа во тој период кај нас сите оние големи фабрики, оние големи брендови што ги имавме во тој период, во модната индустрија беа во некаква фаза на распаѓање, на затворање, на да речеме период на приватизација, каде што веќе немаше простор каде можеш да се вклучиш ти во сето тоа. И затоа јас направив едно пренасочување кон адвертајзингот, што беше едно одлично искуство, морам да признам, затоа што секако е поврзано со креативните дисциплини, обединува повеќе креативни дисциплини, повеќе области. Тука малку повеќе се фокусирав во тоа што значи визуелни комуникации, графички дизајн, креирање на концепти, на комуникацијски стратегии и
некако тука стекнав едно убаво искуство и еден неколку годишен период на работа претежно со странски брендови. Работев со познати светски брендови кои што навистина држат до еден стандард и до еден квалитет на работата и на тоа како се представуваат и во поглед на бренд, во поглед на тие визуелни комуникации, комуникација со потрошувачите, со својата публика. Така да и тука многу научив и можам да кажам дека тоа што го знам како методологија или го имам научено како методолошки пристап во работата, бидејќи ги предавам предметите методологија на дизајн, методологија на дизајнирање и методологија на истражување, сум го добила како база токму таму. Значи работев во агенцијата Мекен Ериксон, работев со брендови на Nestle, на Opel, на Durex, Skopje Jazz Festival, значи и други познати имиња. И се бараше навистина да се работи стратешки, да се работи методолошки, да не се импровизира, едноставно тоа што ќе се направи да биде базирано на соодветни истражувања, на тоа кои се целните групи, која е целта, што сакаме да постигнеме. И тука ја научив таа методологија на работа, што потоа секако ја надоградив и ја применувам во рамки на образованието. И сметам дека е навистина важно студентите да ја научат, за да можат после да го работат, и ете тоа свое некое креативно истражување и представување во своите области. Дали има најточен начин како да стигнам до едно совршено графичко дело? Секако дека не постои некаков совршен начин. Дизајнерот си внесува своји методи, некои своји специфики знаеш во процесот на работа и на развој, тоа е нешто што е негово лично. Методологијата ни дава една структура, ни дава еден костур, да навистина не се загубиме многу по тој пат што го одиме во развојот на новиот концепт.